Почитувани, денеска ќе ви покажеме пластично како Никола Груевски и ВМРО ДПМН безобразно лажат. Не само што секогаш кога ќе отворат уста кажуваат лаги, туку на пресконференции почнаа со свој камен да се удираат по собствената глава. Бидејќи како стара и расипана грамофонска плоча обвинува за отсуство на кредибилитет, сега со факти и докази ќе ви го покажам нивниот лажен кредибилитет. Вчера ме обвинија за дечиото одмаралиште Малешево Берово. Сакам да го дадам доказот број 1. Ова е мислењето од Министерството за финансии со кое што во 11 месец дадено од 2006 година, со кое што нема никакви забелешки на договорот за концесии кој што е даден Малешево Берово на вработените. Доказ број 2. Тоа е мислењето дадено токму од Секретаријатот за законодавство при владата на Република Македонија. Повторно во 11 месец 2006 година немаат никакви забелешки на договорот. Доказ број 3. Јавното правобранителство на Република Македонија исто така во декември 2006 година дава своје мислење со кое што нити на постапката, нити на договорот има било каква забелешка. Значи, сите овие институции кои се под директна контрола на Груевски и на ВМРО ДПМН, токму во неговото време како премиер, потврдуваат дека се што направил Стефче Јакимовски е чисто како соза и е во согласност со законот. Да биде апсурдот уште поголем, дури и партискиот војник на Груевски и на ВМРО ДПМН Мирјана Димовски и антикорупцијската комисија за овој договор се произнесла позитивно и нема никакви забелешки на содржината на договорот и на постапките. Сите овие докази говорат за вистината за Стефче Јакимовски и сега би сакал да ви ја кажам вистината за Никола Груевски и за објектот Малешево Берово. И покај сите претходни цитирани документи од релевантни државни институции, Никола Груевски на седница на влада од 22 јануари 2007 година му наложува на Министерството за труд и социјална политика да го раскине овој договор. Значи, Стефче Јакимовски во законска процедура ги дава дечките одмаралишта на вработените, а Никола Груевски со одлука на влада и со негова волја го одзема ова одмаралиште од вработените и го дава потоа на проверен партиски војник Бранко Каширски. Инаку Бранко Каширски е брат на Звонко Каширски, кој веќе 4 години е начелник на Министерството за внатрешни работи за Источна Македонија. Бидејќи Груевски е повторно фатен на дело, сакам да му ги упатам следниве прашања. Дали е точно дека свесно дозволува Бранко Каширски цели 3,5 години да работи со детското одмаралиште Малешево Берово на црно, без фискална каса и без било какво плаќање на данок? Дали целосното снабдување со исхрана на Малешево Берово е вршено преку фирмата БКБ од Пекчево, собственост на браточет на Звонко и на Бранко Каширски? Им порачувам на Груевски и на ВМРО ДПМН да внимаваат како ќе одговорат на овие две прашања, бидејќи следат нови докази токму за овој очигледен организиран криминал во режија повторно на фамилијата на Груевски. Ова покажува дека Груевски и ВМРО ДПМН се во паника и дека во континуитет лажат. Затоа им давам рок од 24 часа јавно на пресконференција да ми се извинат за изнесените лаги и клевети. Во спротивно ќе поднесам тужба за клевета против пратеничката на ВМРО ДПМН Марија Андоновска. Ви благодарам. Дали имате прашања? Господин Јакимовски, вие одговорите на вчерашната афера, денес ќе ви извадна веќе мома. Значи, да обвинува дека сте подпишале анекс на некаков договор за концесија на улица, непостоечка фирма. Се работи за фирмата Денкол Лимиту Сизес за видите за генерални блоки или скупштина струја. Па ништо ново. Како вчера, така денес, така утре пак, во континуитет ВМРО ДПМН изнесува лаги и невистини за Стефче Јакимовски и тоа не е ништо ново. Тие, впрочем, веќе 4 години се на власт, го имаат и Министерството за внатрешни работи и обвинителство и зарем ако има само 1% вистина во тоа што досега го тврдат
Сега го тврдат и ќе го тврдат во иднина. Стефче Екимовски седеше денеска овде пред вас, ќе стоеше на оваа говорница. Тоа се нивни вообичаени начини за дискредитација на сите оние што не мислат како нив и што им се спротивставуваат на нивната погубна политика. Дали имате други прашања? Ако нема, јас ви благодарам. Инаку во наредните денови ќе изнесеме уште докази, нови докази, токму за она друго обвинување што беше во врска со Катланово и за други работи. Благодарам.